Премиере, мораме да претпоставиме дека го знаете новото име заменик на досегашниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски. Не можеме да оставиме на протест. Знаете како, гледате дека во еден брз процес, доста динамичен, носиме одлуки. Јас, што ги носим одлуките, веднаш ги соопштувам. Секако дека имам во главата, во паметот, од прилика решение. Сум досега практикувал консултации со луѓе кон кои што верувам, пред се со граѓаните, правиме штик проби, проверки и слично. Јас сум доста упатен човек, таква ми е функцијата, позицијата, да знам што е најдобро, да извлечеме максимум, заради тоа што и ваквите сериозни чекори кои што ги правиме заслужуваат максимум, да се извлече се заради интересот на граѓаните. Штом ќе ја донесем одлуката за нов министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ја соопштам и тоа ќе биде заедно со другите кандидати за владата. Во владата ќе се очекуваат ли метода од овде да се пресели во извршната власт? И кои министерски позиции би можеле да бидат исто променети? Зборувам за промените кои што ќе се случат и во извршната власт, ќе има промени на министерски позиции, заменици министри и други функционери во владата, како и директори на јавни предпријатија, агенции, акционерски државни друштва и слично. Секаде каде што буквално нема резултат, односно се покажала ароганција, се немало доблес, се немало демократски капацитет, се немало успешност на крајот на денот, ќе се случат промени, ќе бидат исто така сериозни како што се овде во мојата политичка партија во Социјалдемократскиот сојуз, заради тоа што само така е во ред. Кога ќе бидат поставени секако и општинските органи тела, ние ќе продолжиме и на најниско ниво со представниците на локално ниво, на тоа се на подрачните единици под извршната власт. Но голем фокус, како што рече новиот генерален секретар, ќе фокусираме и на локалната самоуправа, заради тоа што и таму имаме одредени слабости, јасно видливи, луѓето ги кажа, и кај градоначалници имаме слабости, и кај директори на локални предпријатија, локални институции, сето тоа мора да се случи како промена за да максимализираме ефекти. Ветивме живот во Македонија, ветивме живот за сите. И тоа мораме да го исполниме. Премиере, зборевте за според првото сканирање, колку министри ќе бидат опатени со реконструкција? Добро, ќе бидат повеќе министри, бројката не ја кажувам, имајќи во предвид дека досега се променети 6 министри, Добро. култура, правда, образование и тројца без ресор. Јас сум блиску до вкупната бројка од 1/3, што значи, еве прв пат јавно се отвара дебатата, ќе одиме со избор на влада. Затоа што ако сменам само двајца или повеќе од двајца, готово ги исполнуваме лимитот на најмалку 1/3 за да има реконструкција на влада. Тоа е советот од министерката за правда, со правниците со кои што разговаравме, што значи ќе има повеќе од тројца. Во такви околности секако ќе ги соопштиме навреме, што ќе ги донесеме сите одлуки. Кога ќе ги донесеме одлуките за именувањето на новите, ќе ги донесеме одлуките паралелно и кои ги разрешуваме едно со друго. Разговорите со Ахмети што утврдивте од партијата коалиционен партнер, колку ќе бидат разрешени? Тоа што го кажав после разговорите, тоа е и конечното, последното. Секако очекувам фидбек веќе следната недела и од господинот Али Ахмети, и од господинот Африн Гаши, и од Мендух Тачи, и од сите представници на коалиционите партнери со кои што имам намера да разговараме, заради тоа што реков имаме слаби функционери на одредени места кои што треба да ги промениме за да дојдат нови, а не дали се тоа од СДСМ, ДУ или било која политичка партија, така да веднаш ќе се Премиере, зборувавте за доблеста на функционерите во партијата кои што доблесно ги прифатиле разрешувањата. Ќе бидете ли вие доблесни и ќе понудите ли вие ваша оставка пред органите на партијата? Еве вака, ако држивме лекција на успешност, овој премиер, оваа влада, оваа владеачка гарнитура тоа го направи. Ги реши сите отворени прашања во државата. Ние сме горди на себе. И апсолутно не гледам никаква причина Зоран Заев да понуди оставка, заради тоа што го сплотивме нашето мултиетничко општество. Се гордееме со тоа и чекориме понатаму кон негово усовршено сплотување, заради тоа што еве новиот концепт на новата структура на новото Министерство за политички систем е да завршиме со рамковен договор на македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други, туку да одиме кон граѓаните. И тој чекор го правиме.
Решивме проблемот со Бугарија, решивме проблемот со Грција. Еве ги економските параметри, кршат нови рекорди. 625 милиони евра странски инвестиции, од минус 1,8 бруто домашен производ, како што беше рецесија, сега 3,7. Очекуваме првиот квартал, почетокот на јуни, да биде објавен над 4%. Сите индикатори тоа го постигат. Нема да бидеме задоволни, тука рековме експанзија очекуваме. Навистина, сите земји тоа го постигнале кога влегувале во НАТО и во Европската унија, и ние ќе го постигнеме. Ама тоа ќе биде максимализирано ако ги усовршиме сите наши перформанси како човечки капацитети во институциите за кои што не плаќаат граѓаните. Бројката на невработеност од 27% пред 24 месеци сега е 19,4%, индустриското производство расте 8,8%, извозот е зголемен за 15,6%, 19 нови странски инвестиции имаме 188 милиони домашни инвестиции преку поддршките кои што ги даваме. Севкупно овие бројки се навистина надежни, ми даваат за право да кажам, не ми паѓа на памет Зоран Заев да исчекори не таков чекори. Јас сум доблесен, јас сум релаксиран човек, во многу прашања, гледате како разговарам. За се, овие успеси се само мотивација да се реорганизираме, да бидеме уште поуспешни. Двајца од подпредседателите кои вечерва ги разрешиве се и министри. Дали ова најава дека ќе бидат разрешени од функционерските? Веднаш што ќе ги донесам одлуките за владата, за министерските места, јас ќе ги соопштам. Не би зборувал преурането заради тоа што ова е сериозен процес. Имаш партиски информации функционери се разрешени, само вие не давате оставка. Дали се други криви освен вас лоши резултати? Апсолутно не. Јас реков, голем дел од функционерите на општинско ниво апелирав да се кандидират и треба да се кандидират, еден дел ќе бидат преизбрани, заради тоа што покажа успех, покажа победа. Сите заедно покажавме победа на последните избори, избравме председател со разлика околу 60.000 гласови. Ние сме срекни и сме горди, но истовремено сме доблесни да кажеме каде сме слаби. И тоа е голема предност на Социјалдемократскиот сојуз, што другите партии, посебно опозиционите, може да ја сонуваат. Преку една ваква доблест ќе им бидеме подобри слуги на граѓаните и верувам дека ќе бидеме уште по-добри извршители и исполнувачи на нивните очекувања. Во такви едни околности, апсолутно, зборувам за слабости на функционирање системот, на слабости на функционирање поединци и затоа ги правиме ваквите промени. Ке има ли промена кај дека дел си поднеле оставки. Дали е тоа точно или сите се разрешени на ваш предлог? Еден дел во координациите кои што ги имавме поднесува оставки. И јас ги прифатив тие оставки и како овластен предлагач пред Централниот одбор ги предочив на Централниот одбор кој што денеска одлучуваше. Централниот одбор донесе одлука за разрешување и констатирање на одлуки, на оставки, но и за разрешување на функционери во Социјалдемократскиот сојуз. Ке има ли одговорност за господинот Кочо Ангушев? Сега кажавте дека има 625 милиони инвестиции, од кои што господинот Ангушев во последното интервју кажа 420 милиони биле реинвестиција, практично од претходните проекти, од претходните влади. Јас, знаете како сум транспарентен, но не знам на кој свет живеете вие. Вака ќе почнам да одговарам заради тоа што не знам какви нарачки и налози добивате. Јас ќе продолжам да бидам транспарентен до крај. Со се. Инвестициите. Ако ве слушнав убаво, сега јас одговарам како што имате право да го конструирате прашањето како сакате, имам право да го конструирам одговорот како сакам. Ве слушав, ве слушајте. Не знам какви нарачки добивате, од кои центри на моги добивате. Странските инвестиции се 624,5 милиони евра. Се бележат исто како што се бележат од самостојноста на државата до сега. Зборуваме за странски директни инвестиции. За некој дури и да реинвестира добивка, некој му создал услови во овие 24 месеци. И тоа е за почит, и тоа се огромни резултати. Дупла се поголеми од така наречениот, фала Богу, Dream Team што си замина. 2011, најдобрата година беше 340 милиони. 624 милиони се. Односно, 2,6 пати се поголеми од просекот од последните 8 години. Односно е нов рекорд во нашата земја. И тоа е резултат. Колку и да се засенува, тие бројки се потврдени од Централната банка, која што е независна, на предлог на бившиот председател, имаме гувернер кој што води таа Централна банка и апсолутно за нас е само мотивација да продолжиме понатаму. Само уште едно прашање. Кажете дека ќе има промена на кадри во министерства и заменици министри и така натаму. Може ли да очекуваме нови кадри или ќе има ротација? Секако пред се нови кадри. Пред се нови кадри, заради тоа што самите промени значат обновување на самите позиции. Гледате, ова денеска кадровско решение кое што донесовме како одлука за нов генерален секретар на партијата, а гледате и доблеста и чекорот што е направен. Ценете и вие како медиуми, нека ценат и граѓаните. Ова има многу суштина,
Ова се сериозни одлуки, не се така лесно. Се работи за моите први партиски другари, со кои што соборив режим заедно со граѓаните. И апсолутно се големини, јас сум благодарен и сум среќен што сум председател на Социјалдемократскиот сојуз. Го почитувам тоа и секако мојата соработка со сите разрешени вечерва ќе продолжи на вакво или онакво ниво. Место има за сите. Верувам, наследните позиции ќе бидат уште поисполнителни, ќе научиме сите, новите што ќе дојдат, ќе гледаат да не ги повторат грешките, а тие што ќе останат, ќе знаат дека никој од нас не е непроменлив. Бидејќи кажавте дека има големи потфрлања во локалната власт, дали можеби ги повикавте и дел од градоначалниците кои потфрлија да си поднесат? Јас не би претерувал до толку, и некој пат кога одиме со ова дебатата и дискурсот, ако може сите да се сменат, ако може и опозицијата, нема па нема и кој да дојде. Верувајте дека градоначалниците имат многу пократок период од оваа влада. Секако јас јавно зборувам дека не можам да бидам задоволен од сето тоа што е сработено, заради тоа што граѓаните на кои што им служиме не сме задоволни. Она која што во иднина ќе биде фокус и на новиот генерален секретар и на мене како председател на најголемата политичка партија ќе биде отчетноста, исполнителноста на програмите, на ветувањата и конкретното мерење на задоволството од граѓаните. Нема да штедам да искритикувам јавно некој, да побарам дури и оставка јавно, заради тоа што реков драгоцена шанса. Ако испуштиме, навистина правиме големи грешки сите, пред се ние политичарите. Таа шанса мора да искористиме. Граѓаните нема да толерират никакви слабости, никаква летаргичност и непосветеност на сите. Ние сите сме добиле чест во еден мандат од 4 години, без разлика дали сме од локална или централна власт. Таа чест значи да им служиме на граѓаните. Логично е, ако на некој му е тешко, ако му е заморно, ако не може да се носи, се повлече. Веднаш се организират, еве, имавме двајца починати градоначалници, еден кој што беше затворен, веднаш се организира избори, дојдоа нови градоначалници. Се е решливо, најважно е максимално ефикасно да им служиме на граѓаните. Премиере, уште едно прашање. ВМРО ДПМН постојано ве повикува ваши функционери да ваши функционери да ги на уставки, но не видовме во нивните редови уставки. Еве нека следат доблесни примери. Значи таму е заменување се. Јас сум кажал јавно заради тоа што во целиот овој период со некој разговарам, дебатирам и дискутирам. Јас работев со Никола Груевски, ова сега во моментот што го има е полошо. Тоа е мојот коментар. Моја не е да работам за подобрување на опозицијата, но моја е да повикам државата да има сериозна и одговорна опозиција, заради тоа што само на тој начин и власта ќе биде поодговорна и поисполнителна. Само тоа е здраво општество. До тука го давам својот коментар, ценете вие новинарите, нека ценат граѓаните и согласно тоа пораќите на изборите јасно и гласно и многу внимателно ни кажуваат. Благодарам на сите, поздрав!